Традицијата како неделива компонента од историјата и културата на еден народ, веројатно дека го свртува работното внимание на повеќе автори и повеќе творци. Ние свртени кон нашата културно-историска традиција, на своевиден начин ги разоткриваме нашите историски вистини за нашето историско минато. Не знам дали би можел некој творец, припадник на мојот народ, да не го сврти своето внимание кон сопствената историја, кон сопствената традиција, кога е општо познато дека овој народ на светот пред повеќе од 1100 години му понуди писмо, а парадоксално пред 45 години доби сопствен јазик или го озваничи, го закони сопствениот јазик. Ете, заради тие побуди јас моето крадневие во моето работење го имам сериозно свртено кон историската традиција на сопствениот народ, на својата историја. И навлегувајќи во, ако така може да се каже, во најголемите длабочини на историските ресурси на нашето минато, јас почнав ликовно да го обликувам нашиот зародиш, рекол нашето раѓање, ако тоа може да се каже како една асоциација на нашиот сесловенски бог Перун, низ символи на две крилја од штрк, символ на раѓањето, неговото спуштање на земјата, всушност на водата, низ два вала, вода исто како символ на зародиш, и неговото нурнување на земјата, всушност во водата. Да би после тие воđe, после таа вода, дошол до првите глаголички знаци, дела на нашите познати словенски браќа Кирил и Методи. После тие глаголички знаци да трагам низ нивното работење до финализација на глаголичната форма на азбуката, што ликовно се мощно автентично поместени на јужниот столб во манастирот Свети Наум во Охрид. Ангажирајќи се околу осветлувањето на ликовите на браќата Чирило и Методи, јас не можев да не навлезам во проблемот на нивните ученици, меѓу кои најистакнат е општо познато Климент со неговиот универзитет во Охрид и неговиот брат Наум. Понатаму низ делото и работата на Теофилакт и други од овој период, да не ги набројувам, да би полека навлегол во средниот век на нашата историска и културна традиција и дошол до по-новиот период на нашата историја, до македонската преродба, започнувајќи со нашиот прв преродбеник, кој напиша прв стих на посовремен македонски јазик, би рекол посличен на овој денешниот наш јазик. Тоа може да се види од неговиот епитаф на неговиот гроб, тоа е Кирил Печиновиќ Тетоец. Ете, заради тоа, оттаму и мојата животна определба да се додека можам да работам и да творам, бидам целосно свртен кон сопствената историја, кон сопствените корења, би така рекол, кон сопственото минато, да би могле сите заедно се разбирам, кои се занимаваме со оваа професија, што поцелосно
го осведочиме нашето историјско минато во интерес на сегашноста и на нашата иднина. Душата ја венча со долги патишта и тоа го нареко вечност затворена во плима. Мајка ми, мајчински ме вика од ридот, но мојот дух не е чела да ме вратиш од невремето во градот. Јас сум презафатен од прекројување на просторите. Телото во љубовта е потврдено, душата пофалена и јас на мртвите им проштевам за лошите дела. Лику мој, со боја на темјанушка, каде пловиме, што да се прави во ова време разјадено од преголем број на познанства, што се учинуваат синџир на годините во прогонство меѓу ближните. Облаци, векот трча по облека од театрите и националните музеи. Јас навистина имам право да одам гол и за време на дождот да држам говори за причините на сите бродоломи. Јас знам дека никој не знае подобро од мене да ја чуе музиката на подвижни пустини, однесен од ветровите како јоргован во витлите на езерото. Што ми можете вие невидливи богови, освен да ми здоделате со својот порот од воздишки, освен да ми ја крадете земјата од подноси. Сакав тоа да кажам дека поетската енергија е една сила која произлегува од несогледливите космичките традиции на народот кој самиот по себе е една космичка категорија. Секоја народна традиција во својот ген, во својот бит е космичка врска меѓу народите, така што големата македонска културна, писмена, ликовна, архитектонска, на архитектурата традиција е звездена, земјена, воздушна, неразрушлива од сите историски бури, од сите атаци, од сите напласти. Таа денеска во македонското творештво ми се чини и од мене и од моето творештво со својата пробудена свест на национална единка во слобода само ги развива нејзините множни форми во посебна поетика. Ако еден поет не на толку напаѓана традиција се одржува по патот на позитивната народна традиција, тогаш традицијата никогаш не сум ја сваќал статична. Таа дури не обележила од нашите големи предци и има проекција не само во нашево секојдневие, туку една голема визија духовна и мост меѓу народите на утрешнината и иднината. Македонската традиција дури во слободата доаѓа во голем израз и тоа во сите области. Во музиката ја покажува својата звучна архитектура, во поезијата го покажува мноштвото на поетики и поетски кодови, индивидуалности, така што еден поет во себе може да содржи ораториум од поети и нашата традиција секогаш била позитивна и борбена во однос на негативните традиции од историјата на соседите, така што тука вечна била борбата меѓу црвените и црните петли. Меѓутоа, гласот на петелот, гласот на инстинктот, гласот на силите на човекот и природата биле гласот на денот. Ми се чини дека во слободата се создаваат нови традиции. Ние сега создаваме нови традиции, тие слободолюбиви творечки традиции не се исти како со еден дел од робските традиции, негативни, слугински традиции. Јас како дете се спротивставив творечки на секаква слугинска традиција во творештвото и со чувство не само да бидеме откривани, туку и со големо морално, духовно, традиционално право
од енергијата на духот и да водиме во современиот креативен свет на уметностите. Кога ние потенцираме разликата меѓу позитивните и негативните традиции дома и надвор кои се надоврзуваат, се поставува едно актуелно прашање во сферата на нацијата и државата. Еден народ кој опстанал со една голема култура, кој немал државничка, национална, ниту националистичка заштита, доказа дека архитектурата, градбата духовна на творештвото е посилна од успешните или помалку успешните општествени формации екзистенција. Сакав да кажам дека слободата ги плоди традициите и тие се незапирлива сила од земјата и народот. Мојата земја од стопени прстења и камбани на дланка би ја пренесол да биде брег на океанот над кој се вее моето шалче од виножито. Археолошката наука од секогаш ги пратила континуитетите на живеење на еден одреден простор, било пак континуитетите во стварањето на материјалната култура. Меѓутоа, секако дека тие се сложени во своите истражувања и затоа јас би посочила можеби само еден пример каде што ми се чини дека е најочигледно постоењето на долготрајно обстојување, стварање и живење на еден простор, тоа е нашиот град Охрид, кој што во антиката се викаше Лихнидос. Охрид представува очигледен пример на долготрајно живење на тој простор, кој што ни ги осветлува моментите на една долготрајна историја на градот, неговото најрано стварање како мала населба во античкиот предримски период, потоа формирање на урбана целина во крајот на првиот милениум и во почетокот на овај милениум, формирање на едно античко езгро покрај античкиот театар, потоа касната антика, која што со своите споменици, односно археолошки докази, ја опфаќа целата целина на градот, како едно ранохристијанско седиште, потоа средниот век со еден мал хијатус, но пак со продолжување на живење на тој исти простор и така до денешен ден градот е потврда за традицијата на живењето на еден извонреден простор. Улогата на историската традиција кај македонскиот народ во формирањето на неговата национална свест низ историјата играла огромна улога. Ние како поробен народ сваѓаме меѓу ретките народи каде што таа бележи еден нагорен континуитет во воздейството кон неговото национално осознавање. Незината генеза започнува уште со населувањето на словените во сегашна Македонија, преку македонските склавини, подоцна преку превземањето на географското име како народносно име, а во време на капитализмот и како национална етничка ознака. Во тие традиции мобилизаторско воздейство
имале пред се настаните и личностите што биле врзани со неговиот историски развиток. Меѓу нив водечко место завзема Самуиловото царство, а пред него богомилството, кое што како селанско социјално движење подоцна инспиративно делувало во борбата за национално, социјално слободување и своја државност кај македонскиот народ. Сите востанија и буни после пропаста на Самуиловото царство, кои што биле на линијата на обновувањето на државата на македонскиот народ како цивилизацијска потреба за слободен негов развиток, исто така имале конструктивно влијание во формирањето на националната свест кај македонскиот народ. Односно, колку историската свест била поразвиена била и националната свест. Ова особено доаѓа до израз во време на преродбата, кога што преку борбата на културно-просветните препородители, а подоцна и преку ајдуцството, исто така има мобилизаторско војство, самата традиција кај македонскиот народ изразена во ајдуцството, во херојството на одделни водачи како војводи во ослободителните чети. Кај преродбениците исто така е присутна самата традиција во нивната борба за јазик, за автокефалноста на македонската црква, се до формирањето на револуционерната организација, кога што македонскиот народ започнува организирана оружјена борба и на сцена се појавува ликовите, а подоцна како традиција на Гоце Делчев, на Пере Тошев, на Даме Груев. Овие се инкарнација на ослободителните стремежи на македонскиот народ. Афирмативно воздейство традициите посебно има кај македонските шпански борци, кои што борејки се против фашизмот како заеднички непријател, во името на Илинден, во името на Гоце Делчев, вршеа прославување на овие значајни празници како обединети македонци во заедничката борба. Овие традиции се пренесуваат конструктивно и во време на НОП и социјалистичката револуција, што беа изразени во имината што ги носеа нашите партизански бригади, во имината што ги носеа нашите борци и кој крунисано завршија со 2 август 1944 година, кога беше родена после Самуилов првата слободна држава на македонскиот народ како матица на сите македонци независно од нивното место живеење. Во сегашниот миг на демократизацијата во нашиот развој, историските традиции има посебно воспитно означење, така што ослободена од досегашните притисоци македонската историографија со понатомошното развивање на самата таа традиција на нејзините изворишта многу ќе придонеси за понатамошното формирање на националната свест на нашиот народ. Лично сметам дека нема автор кој
не се огледа низ традицијата како инспирација. Тоа исто е и со мене како автор, кој скоро целото творештво зрачи од нашето поднебје. Звучноста, трептеот што ја има оваа земја, една специфика која ретко која земја и на Балканот ја има. Низ традицијата, низ фолклорот, тој звук, сакал или не, доаѓа преку мене. Мислам дека колку да се оддалечуваме од овој простор и во Европа, коренот е тој кој ги пушта соковите низ таа лозинка. Затоа македонецот може да биде македонец и во Австралија, ако е творец, како што можеме еден пример да кажам, Стравински остана голем рус и пишувајќи го целото творештво во Америка. Тоа значи со самото раѓање останува вековниот звук на народот. Ние колку да решаваме звучност на европската традиција, кај нас ќе се проври звукот на ова поднебје, нашата специфична секундно-квартна хармонија. Посебно кога сето тоа ќе се и провее со една црквена традиција која исто така е специфика, независно колку таа била под влијание на византиската. Она си има свој звук, како што има свој звук и фреската наша во однос на византиската. Сега би сакал да прикажам два примера како јас трансформирам традицијата, односно еден пример низ нашето црквено пеење, а еден пример низ фолклорот. Тоа се однесува на моето дело за Кирил и Методиј ораториум. Ќе прикажеме како на крајот низ црковниот звук, низ еднокорално видување, ја трансформирам мислата. А вториот пример е и од најсвежиот, тоа е Абре Македонче, која, како што знаеме, е авизо на програмите на радио телевизија Скопје, како придов кон фолклорната трансформација на ова народна песна. Абре Македонче, еден почеток за да ги чуеме созвучјата на новата хармонија, на она што јас зборував на нашето поднебје.
За мене традиционално представува она што го карактеризираме као фолк, као етноуметност, уметноста на народот, на анонимниот уметник и оно што представувало на овие региони званична уметност, односно црковната уметност. Помеѓу тие две култури, всушност сум го барал оно што на изглед го содржат моите слики. Зашто викам сега на изглед? На овие подрачја минале околу 40 народи. Ако секој од нив, што било нормално, оставал свој траги, кои траги не мора да значат да се толку видливи во својата автентичност, тие сепак се градени во нашата генеза и сигурно дека пробиваат на одредени места и нашиот фолклор сигурно дека содржи огромни количини од баштината што ги оставале тие народи. Сега генезата на тоа што и зошто јас го правам ова е првенствено затоа што сметам дека едно вако огромно богатство, нова подрачје, ново тло кое го газиме, всушност ми ја газиме на некои необично значени компоненти на духовниот живот на народите што минувале тука. Сите ние млади почнуваме инфицирани од модерната уметност, што е сосем логично и нормално, преку неја да се уклопиме во општо светските трендови. Но така всушност полека стануваме, се обезличувавме. И сметам дека лекцијата што ја добив као млад уметник, кога навистина бев просто дотеран до оние теснеци во кои секој млад уметник е падне во еден момент, кога инзистира да пронајде кој е он всушност, а никако не може да го стори тоа, лутаме по светските метрополи, по светските музеи, истражуваме што е нормално, тоа го викаме студии, студијски истражуваме каде сме ние, што се нашите и кои се нашите афинитети. Така ми се случи да еден ден во едно попладне, касно попладне, влегувајќи во полупразната, може би празна беше скоро Палацо Венеција в 60-те години во Рим, од еден пат во самиот улаз, влез горе, стоеше една прилично голема икона, едно благовештение, а некако од левата страна послите зраци на сајди сонцето. И тогаш сватив колку треба многу да се талка низ светот, низ оноа што го остави човештвото како за духовно завештание, за да може човек да се изнајде себе си, да се појми во регионите од кои тој произлегува и дека само така може всушност да се вклопи во на интегрална општо цивилизацијска светска култура. Се разбира, постојат безброј патишта во создавањето на уметничкото дело. Но сега вие поставувате едно проблемско прашање за односот на уметноста кон традиционалното творештво. Морам да кажам дека во разговори со мои колеги сум наишла на сосема спротивставени мислења, додека едни се наежуваат при помислата на традицијата, другите и даваат преголемо значење. Се разбира, тоа е еден голем проблем што, како и колку да се користи од народното творештво. Да било тоа така едноставно, секој би бил и Андрич, и Блаже Коневски, да не набројувам, навистина има многу и во минатото и во сегашноста. Посебно денес, кога живееме во време на брзи контаминации, интеракции што се случуваат во уметноста, ова прашање станува многу актуелно.
Сега скоро ние во Институтот за фолклор добивме една програма од УНЕСКО за зачувување на фолклорот и на разните видови на традиционалната култура. Тоа не е случајно направено и не случајно доаѓа од една културна земја. Ние наидуваме на една состојба на губење на идентитетите, на една нивелација на светски план, така што ние уметниците во разговори често пати како учесници во ликовните колонии сме размислувале, сме зборувале за ова прашање и кога ќе го прашате некој да ви каже нешто за некоја скулптура или слика што ја видел негде, тој често пати така со иронија ќе рече, па тоа е оној светски договор, као непишан светски договор. Навистина создаден е еден ликовен јазик што секој паметен, секој со некаква ликовна култура може да го научи и да се користи со него. Сега тука е таа ризница на традиционалната култура која што нуди некакви автономни вредности. Разни форми од материјалната и духовната култура на нашето поднебје можат да бидат ризница за некакви истражувања во областа на уметноста. Нудат безброј решенија. Да почнеме од народната архитектура, која не е многу истражена, разни форми на народната книжевност, обичаите, верувањата, предмети од покукнината. Бројот е навистина огромен, но за жал мораме да кажеме дека тука не се вршени некои темелни истражувања. Тоа ќе се случува најверојатно во иднина. Што се однесува до моето творештво, јас сум во допир со етнологијата веќе долги години наред и користам некои форми од народното творештво што можат да се проследат и во предметите од покуќнината, но користам исто така и форми од духовната култура, од обичаите, од верувањата, кои што мислам дека се уште живи на нашето тло. Традиција, не? Јас пред се би рекол околу традицијата по прашањето во врска со незиното влијание врз теоријата. Поточно, улогата на традицијата во теоријата. Веројатно дека тоа би било една тема, еден разговор кој многу далеко би не одвел. Веднаш да кажам за себе како јас тоа го гледам. По секоја цена работам на тоа да традицијата по одредена можност ја исклучам од теоријата. Значи, да, по можност традицијата кај мене нема влијание во теоријата. И чинам дека е тоа добро. Имајќи го во предвид дека теоријата сепак треба да значи нешто што по својата определеност, по незината методологија, по работа која што во нејзи би се гледала влијание врз одредени поставки за иднина. Сега, кога зборуваме за тоа би го врзале по прашањето за знание и вештина. Теоријата пред се би требала да се ослонува на знание. А за мене традицијата се ослонува повеќе на вештина. И затоа јас традицијата ја користам пред се како вештина. Како вештина во совладување на мојата пракса. Знаете, тогаш кога работам, кога ќе не дека наидам на одредени проблеми, тогаш ми се потребни одредени зафати, одредено умење, одредени вештини, како би можел да ги совладам тие делови од архитектурата. Така кога работам за просторот, ја теоретски можам добро да го обмислам со одредени сознанија и знанија по прашање на теоријата на просторот. Меѓутоа, во реализација, мене ми е потребна одредена вештина. Таа вештина при реализацијата ја наоѓам во традицијата, знаете. И затоа чинам дека традицијата е потребна за реализација и во праксата. Тука ја гледам најдобрата страна на традицијата. И тоа чинам дека е она само вредно. А инако, ако правиме од
традицијата, теорија, како што сега има случаи, то чинам дека во сите области, не само во архитектурата, каде што, не знам, се прават секакви теории на база на традиција, па она станува некаква псевдотеорична традицијата, чинам дека тука нема излез, затоа што тоа може да иде недека дури и на некакви конзервативни позиции, знаете, едни позиции кои ще се малце и регресивни, затоа што сепак теоријата мора да има нешто што иде напред, што гледа во иднина, што мора да донесе нешто ново. А традицијата е само оноа кое што ќе ве држи да не побегнете од себе, значи да не побегнете од вашите навики. Имам уште едно важно за мене, важно кажување, а тоа би го врзал со македонската традиционална архитектура, знаете, што ми се чини дека е многу важно, дека традицијата се во сашност некакви случки, знаете. И нашите мајстори, кога правева простор, кога правева куќи, они со самото градење, со нивните навики да така градат, правева случки, од кои што ние денеска и текако учиме, од кои што и текако гледаме оноа што бевме некогаш, додека денеска модерните архитекти, знаете, или не мора архитекти, нека бидат и ликовни уметници од сите бранши, нека бидат било кој од друг, сакаат со традицијата да направат случка, да обрнат внимание на себе. Тоа чинам во сашност ја прави и немоќта да со традицијата се комуницира или се користи онака како што во некои случаи се користи. За мојот однос кон традицијата, може би најдобро е да ви кажам еден пример од пред некој ден. Моите чичковци, преживеани нормално, беа пред некој ден кај мене на една домашна веселба и почна да пеат едни многу убави народни песни, што првпат сум ги чул во животот. И неверојатно, ама тие песни во мене будат некои чувства од времето кога јас дури не сум бил ни роден. Што значи дека некои забораени гени, некои гени кои ги носиме во себе, а за кои не сме доволно свесни, се будат и ствараат некои чудни слики, некои чудни чувства. А не е случајно што овде ја давам оваа изјава, затоа што често пати доаѓам тука кога се работи за некој и за чиста релаксација, а и за донесување на некои поважни одлуки во животот. Затоа што мислам дека овие места кај што се градени овие цркви и манастири носат во себе некоја концентрација на некој духовен живот и на некои луѓе кои тука порано живееле и оставиле, вградиле некој свој живот и некој свој духовни енергии во овие зидови овде и во овие цигли. Така да добра е помислата дека човек не е ниту прв, ниту последен кој гази на оваа земја. И добра е помислата дека не си ни прв ни последен што се бави со нешто езотерично или со нешто што не може да се фати со рака, а тоа е музика. Не знам, ние доста несвесно почнавме како група, доста несвесно почнавме да се бавиме со тој фолклор, а може би тој е најдобриот начин за човек да се бави со тоа. Заради тоа што тука нема многу калкулации, нема многу размислување, едноставно го работиш оно што те тера срцето да го работиш или душата. Така да не знам, дури отпосле размислувавме за тоа што сме правеле, како сме правеле и каков ефект сме постигнале кај оние што не слушаат. Во секој случај човек мора да, од време на време, не мора да го посвети својот живот на минатото или на традицијата, туку не е лошо од време на време да се наврати и да види што тоа се случувало пред нас. Кат.